Додека спасувачките екипи ја продолжуваат потрагата по исчезнатите, медиумите наклонети кон Кремљ ги игнорираа извештаите дека групата Исламска држава е одговорна за нападот. Директорот на пропагандниот канал Russia Today на социјалните мрежи тврди дека преземањето одговорност од страна на Исламската држава е лажно. Во исто време, колумна на државната РИА Новости вели дека Киевскиот калифат започнува терористичка кампања против Русија. Руските власти покажаа неколку мажи за кои самиот председател Владимир Путин тврди дека биле фатени во обид да побегнат во Украина. Аналитичарите се сомневаат во тврдењето. Границата со Украина во основа е линија на фронтот. Нема премини од регионот Брјанск во Украина. Границата е милитаризирана. Има многу силно присуство на руските вооружени сили и Федералната служба за безбедност. Украинскиот председател Володимир Зеленски го отфрли тврдењето на Путин за вмешаност на Украина. Обвинувајќи го Киев за нападот, руските медиуми негираат дека исламистичките екстремисти имаат воена цел во Русија. Некои наблюдувачи не се согласуваат. Estado Islámico considera a Rusia uno de sus principales enemigos. Исламска држава ја смета Русија за еден од незините главни непријатели, заедно со САД и Иран, поради војните кои ИСИС ги смета за свети. Русија беше во Авганистан, во Сирија е заедно со Башар ал-Асад и војните против муслиманите на Кавказ. Други велат дека нападот ќе му помогне на Кремљ да ги оправда аргументите за спроведување на нова мобилизација и зголемување на своите сили, кои се под притисок по двегодишната војна. Со повеќе од 130 мртви, нападот на 22 март е еден од најкрвавите во поновата историја на Руската Федерација. Некои сега се загрижани дека Кремљ ќе го искористи тоа како изговор на Москва да го засили нападот врз Украина.